Ништо од надежите на јавноста дека ќе се слушнат над 1.200.000 пораки и податоци од телефонот на Бојан Јовановски алијас Боки 13 за мега скандалот со Меѓународен сојуз. Одбраната тврди дека има многу компрометирачки материјали, меѓу нив и за повеќе актуелни и поранешни функционери, но тие ќе останат недостапни. Оти судот пресуди дека одбраната го надминала рокот за да ги селектира и ги приложи во постапката. Ваквиот развој значи дека нема да сведочат и над 30 политичари, меѓу кои и екс-премиерот Зоран Заев. Ваквиот епилог предизвика тензии, а одбраната бурно реагираше на обвинувањата на судиката Совче Гаврилова Ефремова дека постапувала во насока на одолговлекување на постапката. Бранителот на Јовановски, Сашко Дуковски, во судницата рече дека тие немале пристап до комуникацијата на WhatsApp иако податоците од телефонот им беа предадени на хард диск, бидејќи програмот со кој можеле да го отворат во Македонија го имале само во МВР. Гаврилова им забележа на одбраната дека 7 месеци им биле доволни да ги анализираат сите податоци од хард дискот и да ги селектираат оние кои им се потребни за овој предмет, но Јовановски на тоа одговори дека за сето она што го има на телефонот ќе бидат потребни години за анализирање. Тоа е една хаварија од податоци за кои не 7, туку 70 месеци нема да биде доволно да се селектираат и анализираат. Не еден, туку 70 вештаци да се соберат нема да може да ги анализираат сите тие податоци. Има основани сомненија дека од апликацијата WhatsApp на телефонот се бришани комуникации за лични злоупотреби. Одбраната на Јовановски, но на Јерцеговиќ и Ременски потенцираа дека прво сака да бидат изведени материјалните докази од телефонот, па потоа да бидат сослушани сведоците со цел, како што рече адвокатот Дуковски, неговиот клиент, да не им се остави простор сведоците да даваат лажни искази пред судот. Јас не знам дали ќе лажат или нема да лажат, но секако ќе се согласите со вас дека 3 пати е подобро да му се презентира доказ кој што стои на WhatsApp комуникација, па тогаш да даде исказ. Тогаш нема бегање лево или десно. А дали ќе лаже, јас не знам. Јас не сакам да воопшто да имам некакво сомнение. Со оглед на тоа дека судот ги одби сите предложени докази на одбраната, завршува доказната постапка за предметот, а на следното рочиште закажано за во петок, обвинетите ќе треба да ја дадат својата одбрана. Јовановски пред 2 дена го испрати третото писмо од затворот Идризово во кое сподели фотографии од комуникација со Заев и Лупчо Николовски, а за кои тврди дека били изведени како докази во предметот рекет, каде тој е правосилно осуден. На Боки 13 во Меѓународен сојуз му се суди за измама и перење пари на бизнисмени за наводна изградба на старечки домови, на кои според обвинителството им се земени близу 1 милион евра. Обвината и е подпредседателката на Меѓународен сојуз во тоа време Јасна Ерцеговиќ. За помагање им се суди на поранешната пратеничка од СДСМ Фросина Ременски, асистентката на Боки 13, како и неговиот татко.